Здраво повторно од мене, драги ученици од 8-те одделенија. За овој час ќе научиме како се пресметува периметар на круг и должина на кружен лак. Како што знаете, кругот е дел од рамнината, ограничен со кружница. За должината на кружницата е вообичаено да се вели дека е периметар на круг. Математичарите што го решавале проблемот за тоа како да го пресметаат периметарот, дошле до заклучок за кој било круг. Количникот од периметарот L и диаметарот 2R е постојан број. Тој број е ирационален и приближно изнесува 3,14 и се означува со буквата π. Значи, за секој круг важи периметарот е еднаков на производот од диаметарот и бројот π. Например, одреди периметар на круг со диаметар 10 cm. Бидејќи диаметарот е еднаков на 2 радиуси, радиусот може да го добијаме кога диаметарот ќе го поделиме со 2, тоест радиусот е еднаков на 10 делено на 2 еднакво на 5 cm. Па следува периметарот е еднакво на 2rπ или 2 по 5 по π, тоа е 10π cm. Во најчести случаи на задачи, бројот π нема потреба да се заменува, туку си останува како π. Исто така, скратено, периметарот може да се определи како производ од диаметарот и бројот π. Во конкретниот случај, периметарот е еднакво на d по π или 10 по π. Пример 2. Даден е периметар на круг 25,12 cm. Да се одреди радиусот. Од формулата L е еднакво 2rπ, при замена за периметарот ќе добиеме 25,12 е еднакво на 2 по r по π. Па, од сосведување на формулата, добиваме дека радиусот е еднаков на количникот од периметарот 25,12 делено со 2 по 3,14, тоа е еднакво на 4 cm. Значи, радиусот е еднаков на 4 cm. Кружен лак е дел од кругот одреден со даден радиус и централен агол алфа како на цртежот. Како ќе ја пресметаме должината L на кружен лак во кружница со радиус R ако соодветниот централен агол е алфа? Должината на кружниот лак се пресметува со формулата L е еднакво на R по π по алфа врз 180. Пример. Во кружница со радиус 12 cm да се пресмета должината на кружен лак со централен агол алфа еднакво на 30 cm. Пред да ја решиме задачата, малку да повториме што значеше централен агол. Централен агол е агол чие теме се наоѓа во центарот на кружницата, во центарот на кругот, а краците ја сечат кружницата. Според формулата за пресметување на должина на кружен лак, L е еднакво на радиусот
по централниот агол по пи врз 180. Или од дадените податоци, ако замениме, ќе добијаме L е еднакво на 12 по пи по 30 врз 180. Ако скратиме 30 со 180, добиваме 12 по пи врз 6. Или 12 со 6, ако го скратиме, ќе добиеме дека должината на кружниот лак е 2 пи или 2 по 3,14 е еднакво на 6,28. Втор пример. Да се пресмета радиусот на кружницата ако на централен агол од 40 степени му припаѓа кружен лак со должина 6,28. Ако замениме во формулата, L е еднакво 2R по пи по алфа врз 180 или 6,28 е еднакво на R по пи по 40 врз 180. Ги кратиме нулите и го кратиме 18 со 4 со 2. Горе добиваме 2, долу 9. При накрсно множење ќе добиеме 6,28 по 9 еднакво на 2 по 3,14 по R. Или радиусот е еднаков на 6,28 по 9 врз 2 по 3,14 е 6,28. Ако скратиме, добиваме дека радиусот е еднаков на 9 центиметри. Под Б. Да се одреди централниот агол ако радиусот е 6 центиметри, кружниот лак е 7,85 центиметри. Од формулата, ако замениме, ќе добиеме 7,85 еднакво на 6 по 3,14 по алфа врз 180. Кратиме 6 со 180, добиваме кај шеската 1, кај 180 30. Ако го примениме на крсното множење, добиваме 7,85 по 30 е 235,5. Тоа е еднакво на 3,14 по алфа. Или алфа е еднакво на 235,5 врз 3,14. Добиваме дека централниот агол алфа е 75 степени. Ова е накратко како се пресметува периметар на круг и должина на кружен лак. За домашна треба да се решат на страна 162 од учебникот задачите 4, 6, 11 и 12. Домашната да се испрати до среда. За секоја нејаснотија можете да ми пишете. Поздрав до следното слушање.